После 55 години, Струмичкиот театар Антон Панов повторно е враќа на сцена култната македонска драма Бегалка од Васил Илјовски. Од театарот вела дека новата премиера представува символично навраќање кон делото кое оставило длабок белег во историјата на македонскиот театар, но и продолжување на мисијата за негување на македонската драматургија и оживување на значајните дела од домашното културно наследство. За режисерот Дамјан Димовски, новото поставување на Бегалка произлегува од потребата класичниот текст да се прочита низ призма на современиот живот и актуелните општествени односи. Се заинтересирав малце вака и постдипломски со битовата драма, за тоа дека некако што значи тие традиции што ги имаме ние некако кои се дел од нашата човекова природа и треба да се стават тие некако на ревизија, мислам јас, кои од тие традиции или традиционални вредности функционираат денес и кои од тие традиции треба да се некако да се оттргнеме од нив за да можеме да функционираме во 21 век, односно во современиот начин на живење. Со современото сценско читање, представата ги преиспитува традиционалните вредности и нивното влијание врз човековите избори и семејните релации денес. Во новата поставка, домот не е само место на живење, туку символичен затвор и сцена на вонвременски меѓугенерацијски судир. Во самиот текст интегралниот на Илјовски има многу теми кои се обработуваат внатрешно. Мене најпоќе ме фасцинираше тоа што се случува во домот фактички, како ние самите себе си ствараме еден затвор каде што ние, како да кажам, мислам дека најинтегралниот дел од човечкото постоење е фамилијата, односно домашниот момент. И ние доколку не можеме да се разбереме самите себе си дома во фамилиарните околности, не можеме да очекуваме дека ќе се разбереме надвор во социјалниот етер. Бегалка има особено значајно место во историјата на Струмичкиот театар. Представата за прв пат била поставена на неговата сцена на 1 мај 1949 година во режија на Димитар Колчаков, со што практично и започнала работата на театарот. Нејзиното второ поставување следело на 18 јануари во 70-та година во режија на Александар Думов. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.